Јас ќе бидам многу кратка. Ова не е по сценарио на ништо овде. Поздрав до сите мои колеги, до сите другари, партнери во сите криминални дејанија што ги правиме на сцена. Поздрав до техничкиот и помошно-техничкиот персонал. Поздрав до вас, драга публика, прилепчанки и прилепчани. Јас, Даниела Ивановска, ви се извинувам што нема да ви се извинам. Вечерва му се доделува награда на Народниот театар Војдан Чернодрински. Театар кој не постои. По буквална смисла на зборот. Ниту како правен субјект, ниту како објект. Иронично, да? Абсурдно. Трагично? Апсолутно да. Театарот кој 75 години работеше, создаваше, едуцираше генерации, предизвикуваше, провоцираше, крадеше од вашите солзи, од вашите насмевки. Денеска го чествуваме со награда. Кога една институција со 75 годишна историја и традиција се затвора, а потоа му се доделува награда, јас не знам како поинаку да го објаснам овој момент, освен како постхумен абсурд. И знаете што е најцинично од се? Театарот не умре. Не. Театарот го убија со молк, со неодговорност, со бирократија, со рамнодушност. И тука, вечерва, каде што местото во кое одекнуваа аплаузи е во мрак, ние овде стоиме со награда в рака и велиме браво. Браво за кого? Веројатно за духот кој се уште одбива да се предаде. Да, за духот кој покрај се уште е жив и живее во секој од нас кој не сака да се предаде и да се помири со оваа неправда. Затоа дозволете ми да бидам уште подиректна. Оваа награда нема да има никакво значење доколку остане само како символ за една носталгија. Оваа награда апсолутно нема да има никакво значење доколку не се засрамат сите оние кои дозволија да се изгаси светлото на сцената. Државата има обврска, градот има обврски одговорност. Не само кон нас, уметниците, туку кон сите вас. Кон нашата историја, традиција, наследство, култура, кон својот јазик. Затоа што знаете што? Еден град без театар е град без душа. Браво. И да, културата е скапа. Браво. Културата е скапа, но не културата уште поскапа. Дозволете, уште малку ќе завршам. И ако покрај сето ова останете индиферентни и глуви, тогаш навистина живееме во едно болно општество на које нема спас. Дури тогаш, сите ние, а особено генерациите кои доаѓаат после нас, многу долго време ќе го отплаќаат цехот направен во името на неписменост, некултура и моќ. Постулатите врз кои оваа наша држава веќе со децении се гради и води. Затоа ќе бидам кратка и ќе речам о темпоре, о морес. Прилепно, зошто молчиш? Граду мој, не можам да те препознам. Ти кој секогаш си бил првата пушка. Отпор, херој. Молчиш кога пред твоите очи се случува културен геноцид. Но јас длабоко верувам дека Прилеп, дека овој наш град, овој мој град, ќе се свести и ќе се сети кое и што треба да прави. Затоа оваа награда нека биде последното предупредување, а не последниот збор. Вложувајте во уметноста, во културата, дозволете ми да бидеме театар,
Дајте му го местото на театарот во овој град, во најтеатарскиот град во Македонија, отворете го театарот. Ви благодарам. Браво.